Добре дојдовте на првото предавање од онлайн видеосериите на курсот по германски јазик. Во првиот дел од првото предавање ќе се учи за германската азбука, буквите како и нивното спелување. Во вториот дел од првото предавање ќе се учи за изговорот и звучноста на буквите при употребата во говор, како и нивната поделба на самогласки, согласки и умлаут букви. Па можеме да почнеме. Die Buchstaben, букви. Германската азбука содржи 30 букви, 26 букви, 3 умлаути и една лигатура. Дел од буквите се исти од македонската и англиската азбука, но дел од буквите се поинакви. Истото важи и за нивниот изговор. Во следните неколку минути ќе се научи изговорот на буквите и за секоја буква ќе биде даден по еден пример. Буквата А е првата буква од германската азбука. А како апфел. Б бирне. С кловн. Д Deutschland. Е Engel. F Frosch. G Gitarre. H Haus. I Igel. Една од буквите кои се најчесто грешка во спелувањето кај почетниците е оваа буква. Се чита J. J јаке. K комен. L Land. M Maus. N Nuss. O Orange. P Pinguine. Q Quiz. R Rot. S Zone. T Te. U Ua. Ова е уште една од буквите кои често ги збунуваат почетниците. Се чита Фау. Фау вулкан. Ова е вистинската В буква. В Вајн. X ксилофон. Y јахт. Z зебра. Првата буква од трите умлаут букви е буквата А умлаут. А умлаут бер. О умлаут Л. Последната буква од умлаут буквите е буквата У умлаут. У умлаут Übung. Една од буквите кои не се среќаваат во другите јазици е буквата SZ. Буквата SZ има исто значење како две С букви, но збор кој е со SZ не може да се напише со две С или обратно.
Не постои мала есцет буква и не постојат зборови кои почнуваат со есцет буква. Во табелата се дадени буквите од германската азбука, нивниот изговор и спелувањето. А сега можеме да повежбаме и провериме што сме запамтиле. Како се изговараат следните букви? Übung, вежба. Hef. U-umlaut. Y. Обидете се да го погодите изговорот на следните букви, но без помош. Во германскиот јазик, за разлика од македонскиот, не се чита како што се пишува. Поради тоа често се користи спелување на имиња на личности или слично, пример при зборување на телефон. Во табелата се дадени неколку примери за спелување на имиња или реченици. Пример: Ich bin Wolfgang Amadeus Mozart. А сега уште една вежба. Обидете се да го спелувате вашето презиме во коментар. Благодариме на вниманието. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк. Ако сакате да гледате други видеа од курсот, кликнете subscribe. Данке!